Таа е добра другарка со сите од одделението. Знае во реченицата одлично да ги определи и подметот и прирокот. Во својата работна тетрадка пишува прекрасни состави. Многу сака коњи и најубавиот состав всушност му го посветила на едно црномуресто конче. Како и сите ученици од одделението, всушност поради својата попреченост таа е двојно похрабра и максимално се труди да го совлада материјалот за 6-то одделение. Незин верен другар е компјутерот. Тој и помага и во училиште да научи секако што треба и дома да ги напише домашните задачи. Ова прекрасно девојче се вика Вера Апостоловска. Незина желба е еден ден да стане историчарка. Кажи ми, кој ти е најомилен предмет? Историја. Зошто? Интересна. Благодарение на поддршката на училиштето Јохан Хајнрих Песталоци на проектот Заедно во дигиталниот свет на невладината Отворете ги прозорците, Вера и покрај својата попреченост рамноправно е вклучена во наставната програма. Од минатата година, јас работам со Верче во еден период, во 1,5 години придавав. Мислам дека тетрадката која погледнете, ќе видите колку таа ужива. За она што работиме да најде слика, да залепи слика, да и помагам во секој момент кога лаптопот нешто ќе затаи. Таа сака да работи, упорна е да работи и нервозна ако не работи лаптопчето, ако нешто или струја нема или така. Сакам да кажам на вистина, воопшто не чувствуваме никаква тешкотија кога работиме. Не, таа е љубопитна многу. Пошироки се видиците за семејството на Вера откако таа како помагало за совладување на наставната програма го користи компјутерот. Нивните стравови дека физичката попреченост ќе го спречи интелектуалниот развој на нивната ќеркичка веќе не постојат. Тогаш кога првпат го видовме што све постои народски кажано однишани за образование за овие дечиња, навистина ни се одзема стравот. Сега имате всушност самостојно дете. Сега имам самостојно дете и навистина сум пресречна, веќе немам никакви пречки, проблеми како и секој друг граѓанин. Па у денешно време и без оглед што луѓето пишуваат рачно, секој веќе пишува преку компјутер. 21 училиште беа вклучени во последните 2 години во проектот на невладината организација Отворете ги прозорците за примена на асистивната технологија како дополнителна алатка во учењето. Искуствата покажуваат навистина напредок и за наставниците и за училиштата, но и она што е најважно за нивните родители, сите ги гледаат придобивките од воведување. Точно е 30 не се доволно, но ќе послужат како пример да се покаже на вистина дека асистивната технологија треба да биде во образованието и таа на вистина дека може да обезбеди компјутер за секој ученик. Она што веруваме дека ќе биде како во иднина пример и поттик за сите училишта е особено поддршката што имаме и соработката со Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Министерството за информатичко општество и администрација, кои што се клучните и релевантни институции кои што треба да обезбедат овие уреди да бидат во секое училиште. Значи, достапни да бидат за секој ученик со посебни образовни потреби, кој што има потреба од нив. Во моментот, во основните училишта сите во општина Центар се инклузирани 40 ученика, од кои 14 ученика се инклузирани во основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци. Токму за ова училиште, како и за станатите, можам да кажам дека директорите, стручните тимови, наставниците чинат еден прогрес во хуманизацијата на училиштата и одговараат на професионалниот предизвик со прилагодување, со менување на образовниот систем, секогаш согласно потребите, можностите, способностите и интересите на нашите ученици, со што овозможуваме нивен напредок и целосна вклученост во сите активности кои што ги нудат училиштата. Светот на дланка, благодарение на компјутерот, како за сите деца, така и за Вера, стапка по стапка. Така сите сме го освојувале знаењето, така го освојува и Вера. Во приказната за Вера најважно е што таа и незиното семејство не се сами, оставени во некој ќош и препуштени на стихијата. А приказната не завршува со Вера и не е приказна, туку е вистински живот и бара наша акција и поддршка.